за некаде околу 4 месеци ја ќе навршам 88 години живот во Драмче. Во тој период јас се задржав толку заради тоа што тоа ми го наложуваше професијата учителска, заедно со сопругата работевме во основното училиште во Драмче. Тука го заврших основното училиште и во мојот 40 годишен работен век, половината го поминав во основното училиште во Драмче. Јас ќе се обидам да се присетам за историјатот на училиштето. Првото училиште во Драмче е формирано 1869 година како ќелино училиште во црквата Свети Архангел Михаил во Драмче. Во него наставата ја одржувале свештениците што работеле, што служеле во црквата, а се служеле со црквовни книги напишани на старословенски јазик. Таквото училиште работело 15 години. Во 1885 година е изградено првото световно училиште во Драмче, во дворот на црквата. А за прв световен учител е поставен некој си Цане Топалото од Штип. Наставата ја одржувал на говорот на местното население. Тоа училиште работело до почетокот на првата Балканска војна. Во времето на Балканските војни и Првата светска војна до 1916 година училиштето не работело. Во 1916 година Бугарија го напаѓа кралството Србија и со тоа влегува во Првата светска војна на страната на централните сили предводени од Австро-Унгарија и Германија. За услугата што Бугарија ја направила да ја нападне Србија, таа добила дозвола да ја окупира Македонија во нејзините етнички граници. Со окупацијата, бугарските власти го отвориле училиштето и довеле бугарски учители, кои наставата ја воделе на бугарски јазик. Тоа траело до крајот на Првата светска војна, 1918 година. По завршувањето на војната, во 1918 година е создадена кралството на србите, хрватите и словенците, во чиј состав влегува и вардарскиот дел на Македонија. Во 1926 година кралството на србите, хрватите и словенците градат ново училиште во Драмче, оддалечено од старото околу 1 километар, во така наречениот центар на Драмче,
во кое училиште доаѓале и децата од соседните села Вртиславци, Селник, Киселица и Очипала. Во тоа училиште биле назначувани учители од страна на Министерството за просвета во Белград, а учителите биле главно од Србија, Црна Гора и Босна. И од 1926 година па се до 1941 година наставата во училиштето до четврто оделение го изведувале на српски јазик. Во 1941 година, како да се повторува оној период од Првата светска војна, кога Германија, фашистичка Германија, ја напаѓа Кралството Југославија, во кое учествува и Бугарија на страната на Германија. Хитлер, за да се одолжи за учеството на Бугарија во нападот на Југославија, дозволува да ја окупира Вардарскиот и Егејскиот дел на Македонија. И така започнува таа втора бугарска окупација во Македонија и го отвара училиштето во Драмче, доведува бугарски учители, ги наставата ја изведуваат на бугарски јазик до 1944 година. По ослободувањето на Македонија и Југославија од фашистичките окупатори, во Драмче се отвара првото училиште со учители од Македонија, со наставен јазик македонски мајчин јазик. Во кое училиште и јас го започнав моето основно образование. Во 1950-51 година 4-годишното училиште во Драмче се формира, односно се отвори паралелка за пето оделение и со тоа во Драмче започнува да работи осмогодишно основно училиште. Во 1900 во тоа училиште со отварањето за пето оделение во Драмче доаѓаа ученици од соседните села, што веќе ги спомнавме, и од Каменичкиот крај. И тоа од Костиндол, Луковица, Косевица, Моштица, Саса, Дулица и Каменица. Најголемиот број од децата што идеа од таму беа од Каменица. За децата од најоддалечените села како Каменичкиот крај беше отворен интернат при училиштето за сместување на тие ученици. Во 1954 година, се мисли на учебната година, заврши првата генерација со завршено основно училиште, 8 оделение, со положена мала матура, во која генерација бев и јас. По завршувањето на основното училиште, јас го продолжив моето образование во учителската школа во Штип и првото учителствување ми беше во Драмче во 1959-60 година, а редовно се вработи во основното училиште во Драмче 63-64 година. Потоа отидов во ЈНА, во армијата, го служев својот редовен воен рок и од 1966 година јас сум повторно редовно
на работа во училиштето. И тука го завршив некаде до 83 година, кога се намали бројот на часовите тука во Драмче и јас заминав за Делчево. Во 1970 година се изгради ново училиште во Драмче, кое работеше до 2009 година, кога тоа се затвори, а дел од учениците што го продолжија основното образование, го продолжија во Делчево. За тој период, од 1954 до 2009 година, во училиштето во Драмче, основното 8-годишно училиште го завршиле над 1200 ученика. Паралелно со редовната настава во училиштето се изведуваше и настава за возрастни. Така што над 300 кандидати го дооформија своето основно образование во Драмче, а кандидати те беа од повеќе места од Македонија. Повеќето ученици што завршија основно училиште во Драмче го продолжија своето образование во средните, висшите и високите установи. Така што тие не само што ги заврши, што го дооформија своето средно, висше и високо образование, туку некои од нив се стекнаа и со највисоките титули, како доктори на науки, магистри, специјалисти, универзитетски професори и така. Со тоа би ја завршил тој дел за школото. Историскиот развој на училиштето. Паралелно со школата, како течеше електрификацијата на селото, водоводо, изградба на патот, како се развиваше Драмче? Ќе се потрудам да објаснам. Освен со учителската дејност, што се бавевме заедно со сопругата, јас слободното време го користев во работата на местната заедница, за развојот и слично. Во 1966 година Советот на местната заедница во Драмче донесе програма во која учествував и јас. Во програмата беа зацртани 5 основни главни проекти што беа предвидени да се извршат во време од 10 до 20 години. Во тие проекти главно беа застапени отварањето на здравствен пункт во Драмче, изградба на ново училиште, електрификација на селото, снабдување со вода на домаќинствата, значи изградба на водовод и асфалтирање на локалниот пат. За да ја извршиме и реализираме оваа програма, преку Советот на местната заедница во Драмче се формира волонтерски тим од над 20
учесници, застапени од сите мали во селото. А ги имаше некаде околу 27. Во рамките на волонтерскиот тим формиравме 4 режиски групи, секоја задолжена со поеден од главните проекти, за да ги приготвува и извршува и реализира. Во првиот проект, отварањето на здравствениот пункт беше многу битен, затоа што некаде околу 2000 жители од Драмче и околината здравствено не беа доволно заштитени. Тие мораа за еден мал здравствен проблем, пример за едно апче, за една инекција, требаше да поминуваат по 10 и повеќе километри за Делчево. Затоа беше неопходно прво да го решиме тој проблем. И во 1967 година се отвори здравствениот пункт со постојано, редовно вработена медицинска сестра, со 2 дена во неделата да го посетува лекарска екипа од здравствениот дом од Делчево и да се врши услуга на населението, здравствената услуга да биде на тој начин здравствената услуга се реши. Во 1970 година го решивме и вториот проблем, односно започна да се решава, а тоа е изградбата на училиште. Во 1972 година училиштето беше завршено. Така се реши и вториот проект. Во 1972 до 1973 некаде и 4 година го завршивме и проектот електрификација на селото, со изградба на 10 километри далновод, 3 трафостаници и неколку километарска нисконапонска мрежа. Со тоа заврши и овој дел. Во 1978 година го реализиравме и четвртиот, така би рекол, проект. Тоа што изградивме исто така довод на вода од повеќе од 10 километри, главен базен и 2 помошни базента и неколку километарска малска водоводна мрежа. Така да над 100 домаќинства се снабдија со вода, а со вода се снабди исто така и здравствениот дом, училиштето, задругата, продавниците, местната канцеларија, сите тие добија вода. Во 1983 година ја завршивме првата фаза од асфалтирањето на патот, локалниот пат, што го поврзува Делчево со Драмче, во должина од 5 километри. А во 1994-5 година, така некако се сеќавам, заврши и втората фаза на асфалтирањето на патот, во должина повеќе од 10 километри, и со изградба на бетонски мост на Крстов дол, во центарот на селото. Така се заврши таа програма, предвидено уште во 66-та година. Да се разбереме, начисто, оваа програма, ние како местна заедница Драмче не бевме во можност да ја сами реализираме.
без поддршката на собранието и извршниот совет на општината Делчево, стопанските организации ќе ги наведам така по значајните, тоа е електродистрибуција, тоа е Југотутун, тоа е здравствениот дом, тоа е шумското стопанство, потоа рековме го Југотутун, земјоделското стопанство Сандански, црговското предпријатие Пири и рудникот САС. Тие со стручна и финансиска помош ја помогна реализацијата на оваа програма. Тука уште ќе наведам зедоа учество во извршувањето на програмата и Републичката интересна заедница за образование, која ни помогна за изградба на училиштето, и Републичкиот шумски фонд, кој преку пошумувањето ни помогна да ја реализираме, да го реализираме изградбата на асфалтот. Во меѓувреме, додека ги извршуваме овие активности, група на заинтересирани членови од местната заедница во Драмче, па имаше учесници и од Селни, Киселица и од Шипала, се формира земјоделска задруга, во која и јас учествував. Таа задруга реши повеќе проблеми во селото. Отвори пункт за откуп на жива стока, за откуп на земјоделски производи и шумски плодови. Населението го снабдуваше со вештачки ѓубрива, со семиња и со земјоделска механизација. Во рамките на задругата се отвори конфекцијски погон во кој се вработија над 50 на работници, главно работнички, со што го решивме проблемот за вработување на младите. Полицијата работеше во делот на старото училиште и ја адаптираше неизградената нова физкултурна сала при новото училиште. Со распадот на Југославија и со долгата и тешка, реков, транзиција на системот во независна Македонија, времено се закочи развојот на местната заедница за известно време, така што денеска можеме да кажеме дека што постои во Драмче, а што не постои. Така е. Во Драмче би рекол многу работи не постојат. Например, не постои училиште, не постои здравен дом, не постои задруга, не постои конфекција, не постои рековме здравствениот пункт, јас го нареков дом, тоа беше пункт. Не постојат 4 продавници што работеа. А што постои? Постои струја, вода и пат. Основните услови за понатамошен развој на селото. Но едно е јасно. Драмче никогаш нема да згасне. Светот
и иднината остануваат на младината.